Драги мои пријатели и пријателки, здраво! Добре дојдовте во уште едно издание. Се извинувам малку за наочариве, не глумам некој селски фраер или Рей Чарлс, Стиви Вондер. Малку ретинава да ја олабам, затоа што сум јас тој будалата која секоја вечер се пржи овдека како свинче на ражан над 20.000 лукса и од време на време, сега веќе со годините ми смета. Значи, малку ќе ги понесам додека ми се врати навиката, кога ќе разговарам со вас, кога ќе ги отворам телефоните, ќе ги изведам наочарите, заради бонтон. Ве молам, само на кратко толерирајте. Инаку ми се деоптерски овие наочари. Благодарам за разбирањето. Драги мои пријатели и пријателки, еве, нека биде чисто онака да го завршиме многу возбудлива недела и вечера ќе ги збориме за многу работи. Ќе спомнеме за суството 2% и за сите и за неколку случаи, смртни случаи каде што насилници сообраќајни, значи насилници во возила кои газат, прегазуваат се, имаат врски и така натаму и неколку подрастични примери кои ќе ви ги посочам, кои граѓаните во малку поголем број се охрабрија да ми пишуваат, да го пренесам тоа во медиумите и јас секако ќе го направам. Со никакво задоволство, но со многу емпатија и сочувство. Втора работа, многу возбудлива недела и не можеме да фатиме се. Во Америка излегоа на виделина, значи USA-те заклан како свинче, уништен, убиен, изгасен и тоа предизвика тектонски пореметувања во длабоката држава, па и светот на сите оние паразити. Ќе ви предочиме неколку моменти, значи ќе идеме од тема на тема. Ќе предочиме и Крис Павловски што откри, значи Крис Павловски лично денеска на X, на Twitter, тоа е бившата Twitter, сега X, каде што целиот слободарски свет ја користи оваа мрежа, иако и Facebook, нели, се ослободи малце од стегите, каде што целиот слободарски свет комуницира и се откриваат гнасни, погани тајни што USAID, каква криминална организација била USAID. Уште еднаш, денеска сме среда, другар? Да, среда сме. Да провераме. Не бе, вторник сме. Јас знам дека стареам, брат. Јас знам дека лета паметот. Јас знам дека идат годините. Јас знам дека календарот, месеците ми се како денови, но она што вчера заради отпочит кон Фросина, загинатото девојче и протестите, ја ќе излезам и со една малце подоцна, нема да го врзам со неа, но со некои протести на Балканите, ќе го врзам со некои случувања и кај нас, за шарените револуции и некои мои размислувања на таа тема. Ја на мојот подкаст Слушај ваму посветив една емисија, еден подкаст токму за тоа. Ќе го пуштам сега, можеби и на крај ќе го пуштам истото мое оддавање почит кон Фросина со сите оние мои акумулирани емоции, но и ќе биде време додека вие се закачите, нели, сипате пиво, грицки, се инспирирате, дали ќе се јавувате, зашо ќе се јавувате. Значи имаме тема промените во Америка и укинувањето на USAID, поточно финансирањето на левичарски, радикални левичарски струи и служби во светот, меѓу кои вклучително во Србија, Косово, Македонија, со поединечни точни факти и бројки. Второ, не успеавме да триумфираме. Значи, во петокот македонскиот народ, македонските граѓани масовно ги бойкотираа маркетите. Ќе објасниме зошто е тоа успешно, без оглед што
2 леба се купиле порано или подоцна и се направил истиот промет, но ова е силна порака. Уште не е сватена, маркетите се отров скапи, денеска бев, ама да ви кажам дека има една самоцензура кај вас граѓаните, а и кај мене лично, не ми лета ручето како тинеџер по млада распуштеница. Значи се премислувам по 100 пати дали ми треба, дали ми е добро, дали ќе го купам од тука или од негде поевтино. Тоа е добро, имаме свест, купуваме се повеќе македонски производи, бойкотираме скапи производи, бойкотираме скапи маркети, а ова може да биде одскочна даска да бойкотираме и се она што нам не смета. Јас знам многу миле ќе речат треба да ги бойкотираме банките. Види, мене банка немам што да ја бойкотирам. Ја немам работа со банка. Ја не земам кредити, ја не се позајмувам, ја немам ни нешто посебно пари. Но пари морам да давам за храна. И затоа маркетот е клучниот момент кај што треба да бойкотирам. Ако треба да се избойкотираат, не знам, кладилници, треба да се бойкотираат казина, се согласувам. Ама тие што идат во казина, тоа се зависници. Тоа не е нормален човек, тоа е, како да ви кажам, ајде да бойкотираме цигари. Се согласувате? Сите се согласуваат. Ама тој што пуши, брат, ја те разбирам, ама морам да запалам. Ме сваќате? И ние сме зависници од храна, ама ние мора да преживееме. Нам животно значени работи не ни се комарот, коцката и кладењето. Тоа е очеот и бедата на нашата зависност и така натаму. За себе ова ќе збориме, а сега да одиме со мојот подкаст кој го работам за Република, посветен за Фросина. Бог да ја прости Фросина, нека е царство небесно. Денешна колумна требаше да биде триумф на нас, граѓаните, кои успеавме со протестот и со бојкотот да упатиме силна порака. За жал, загубивме пријателка, си замина, врсник, генерација, сограѓанин, млад човечки живот, кој на многу ефтин начин го загуби животот. Граѓаните протестираат, пријателите нејзини жалат, плачат. Знаеш, јас сум изгубил многу близок пријател на тие години, многу тешко се преболува. Многу тешко се преболува. До ден денеска, кога ќе отидам на гробишта, мојот пријател кој го загубив 40-50 години, уште плачам. И сега некој ќе рече, со годините човек, знаеш, времето лечи све, ништо не лечи, се научуваме. Не жалиме затоа што изгубивме. Никогаш не сме изгубени. Како верник верувам во вечноста, верувам во Бог, верувам во вечен живот. И многу баба мисла кажа таткој, Боже, прости ми ја тагата. Затоа што ако си искрен верник, ако знаеш дека она е веќе во прегратките на Бога, а во прегратки на Бога е посигурна, посреќна, поисполнета, побесценета одо што во било чии други. Незиниот живот овде на земјата заврши, она е веќе спасена преку незиното страдање. Но искушението да изгубиме неа е ние што ќе правиме и како ќе ги заштитиме нашите. Што ќе направиме ние, нашите идни генерации, нашите деца? Ништо да ви кажа. Ништо. Само барем ако ништо друго, кренавме глас. Се побунивме. До овде ние.
од врски. На социјални мрежи можете да видите, нема да ја пуштам тука таа фотографија. Јас овдека имам еден белег. Да, олкав е белегот. Како дете ме прегази кола на улица Водњанска. Да скратам, ме однесо у болница, рано са бајле у 7:30 ме прегазува кола, или ме удира, како и да е. Немам баш јасна представа, или имам. 20 часа чекам да се одлучат што да прават со мене. После 20 часа се смилува веда, иако не функционерско дете сум бил, рентген да не се троши. Ми направиле и сватиле дека имам внатрешно крварење и сум умирал. До ден денеска се викам, може би Господ требаше да ме земе за оние страданија и маки што ги имав кога се будев од наркоза и она малтретирање и мрцварење во вашето златно здравство тогаш. Но преживеав. Живеав со еден белег кој можев со пластична да го тргнам и да бидам млад и нормален човек. Не сакав да заборавам кој сум, што ми се случило и го остави до ден денеска. Ја на плажа кога ќе се соблечам сум како на каза, фрик, со олкав белег кој и расцветан и дебел, затоа што стомакот ми нарасна, мен ранеа со разноразни експериментални, тогаш не ни знаеа што требаше, имаше многу инфекции, не смеев, анафилактички шокови, 300 чуда и така натаму, пронизони, се дебелиш, се слабеш, пука раната, се собира раната. И јас на своја кожа знам што значи да те прегази некој. Тогаш никога, додека не се случија несреќи на некои мои пријатели, деца, ја немав чувство на омраза спрема крвникот. Колку знам, испадна на крај дека јас сум виновен, кој е човекот, што е, дали бил удба, судба или чудба, татко ми тајна ја однесе во гроб и благодарен сум му. Благодарен сум што не знам кој ме прегази и како помина тој. Затоа што друг ќе му суди. Што можеме ние да направиме? Драги пријатели, протестот граѓански е граѓански и тој го упатуваме до партии, до институции. Се сеќавате дека скоро имаше една изјава дека треба да се направи голема чистка од корумпирани суди. Се сеќавате кои адвокати, суди и правобранители излегоа против такво нешто, дека не било тоа коректно? Да се сетите на нив. Не, ја по име и презиме ги знам и немам намера да ве свестувам и да ви кажувам кои се тие. Вие знаете кои се тие и за кого работеле и што работеле. И колку децении наназад, за колку вакви случаи знаете дека се заташкани и така натаму. Што ќе добијам јас, вие, родителите, ако биде казнето момчето? Ништо. Ништо. Ситење у арена, крв, утепајте го. Мене не ми значи ништо он како ќе помине у живот. Но, ако он биде соодветно казнет, да биде пример дека никогаш ниеден функционер партиски, ваков, таков или онаков, богаташ, сиромаш или ова или она, или врските од секретари, од НАТО, од ваму, од таму, да не можат да му помогнат. Да не можат да му помогнат. Само така можеме да испратиме силна порака дека утре ќе се премисли 10 пати како ќе вози, што ќе вози. Несоодветно е сега кога оваа емисија е посветена на Фросина, за жал, велам, а не на онаа борба за наш стандард. И оној бојкот кај што ги шамаравме и покажавме дека ние граѓаните, дека ние преку глава. Морам да ги пребирам зборовите, и лесно ќе ми лизне и ќе отерам се у 3 лепе, крајно не со. Значи,
страшна чистка низ судовите. Сите оние европски, NGO, амбасадорски, партиски, кои викаат немојте, затоа што такви судии се посадени да ги бранат овие. 23-та законот, измените во кривичниот закон, се и последица на сево ова. Размислувајте. Не чекајте анализа од некој пришипленко. Читајте, размислувајте, разговарајте. Нема друг да ви ја заврши работата, дали сваќате народе. Ако ќутите, уште ќе има газење. Што е тоа, бе? Мочковци, бе. Легнал да возе. Ми се може. 200 на сат. Сите министри кои дојдоа на нас за 30 години рекоа ќе прекинеме на партизанска да има трки. Не прекина, не може да ги прекина. Не може системот за наблюдување и за казнување да го најдат. А бе најдете го, бе, да нема врски, бе, да не може, да не знае. Овој народ не се плаши ни од ќотек, ни од затвор, ни од ништо, затоа што има врски, има пари. Плесни го по джебот, да видиш како ќе вози 20-30 на сат. Мојот син ми е пример за мене. Ја не го научив да вози, го научија инструктори. Ама така малце, како да ви кажам, не мангуплукот не му е цел. Они после 5, 6, 7 години од како зема дозвола, вози како да е на полагање. Знаете што се случува? Наш ме вози до на работа, човече, ке не линчува. Зошто? Затоа што во секција кај што му стои 30 на сат, он успорува од 40 на 30 и позади колоната полудува, абе се закануваат вака со боксови доаѓаат. Јас се зачудив, викам, зошто идеш? Тато вика има 30. Викам, секоја ти чест како имаш нерви да го бидејќи јас сум динамичен возач. Ја може не летам 100 на сат низ град, ама знаеш, на 30, 45, не, строго. Затоа нема една казна, затоа нема никаков проблем и затоа има доволно фокус да внимава што да прави. Секому може булшит да му се деси. Секому може булшит да му се деси, но да си поднесе машки одговорност за сето тоа, а судот ќе утврди дали се дрогирал, дали бил пристоен, дали е сплетна случајности, дали ова е, брате, ние не можеме да живееме и да дишеме од пришипленковци, од Новолисиче, од Чаир, од Ѓорче, од Сарај, кои шизат од кај Драчево овде. Не знаеш, македонци, албанци, роми, кој да дојде до кола, тоа е комплекс невиден. Центарци, шизофренија, не можел брзо да вози, им му било гужва. И после гинат луѓе. Знаеш, десетина миленици ми имаат прегазено. И тоа највише овие приватно што џапаат и што се мангупираат. Овие што се обезбедувања. Они, знаеш, ние сме обезбедувања, ние 10 такви паравојски ги имаме низ град. И они шизат, се нешто брзаат, они спашаваат светот. Казнувајте ги сериозно. Оти ако не ги казнувате сериозно, ние ќе ве казнеме сериозно вас. Бог да ја прости Фросина. Нека ја Царство Небесно, а на незиното семејство нека и даде утеха. Незините пријатели, нека ја исплакат. Најтешко ви е. Знам како е кога ќе загубиш на тие години. Емоциите се пострашни, исти како родител. Но нека ви биде голема поука. Никогаш да не се однесувате, да не возите така. Ако ќе застанете на пешачки, да не верувате ни на зелениот, ништо освен на своите две очи. Градов е смртоносна замка.
Продолжуваме со емисијата, драги мои. Замолувам режијата да ги стави телефоните на, броевите на телефони на стримот и на вас гледачите, па да видиме. Но за почеток ќе одиме првин со неколку работи, малку забавно, малку интересно, малку напнато, малку тензично. 3 години Голгота, ова го објавив кај мене, по замолница. Семејството на загинатиот пешак Слободан чека правда, случајот е вратен на почеток. Курир стапи во контакт со синот на Слободан Стојан, кој по смртта на неговиот татко заглави во судските лавиринти. Со секое враќање тој одново ја доживува големата загуба, а обвинетата Гордана Филиповиќ, која управуваше со BMW X5, ужива на слобода. Семејството на загинатиот пешак Слободан Ангелковски обележа 3 години од неговата смрт, но од правдата ниту трак, ниту глас. Тој беше прегазен на мостот Гоце Делчев кај МНТ на 26 јануари 2022 година, а на денешното рочиште целиот случај почнува од почеток. Кури стапи во контакт со синот Слободан, кој по смртта и така натаму, заради вештачењето на одбрана, кој што е тенденциозно и не соодветствува со самата фактичка состојба, добија шанса за повторно судење, кај што мора да се нареди супер вештачење. И јас секое одење на суд повторно ја преживувам загубата на мојот татко, од целиот протест за смртта на младата Фросина, излегувам на улица со поддршка заедно да бараме правда. Правда која јас ја чекам 3 години. Нивниот случај се темели на 4 прекршоци кои ги направила обвинетата. Прво, брзо возење, незастанување на пешачки премин, значи човекот поминувал на пешачки премин, иако 2 возила веќе стоеле и го пропуштиле татко ми. Таа дополнително гледала во мобилниот телефон, а имала и забрана за управување на моторно возило. По судови сме 3 години, а денес почнавме од почеток. Слободно можете да ставите еден минус пред тие 2% доверба во судството, рече на синот на загинатиот за Курир. Имаме апел да донираме сите заедно во сили. Мобилните телефони за донација се 143125, а се работи за 8 години кој е дете со недостаток на очекуван нормален физиолошки развој, Кофин-Сирис синдром, за да може самостојно да ги прави првите чекови потребни се третмани со роботска рехабилитација која чини 11.000 евра. Неговото семејство не е можно да ги обезбеди паричните средства. За таа цел ве молиме сите хумани луѓе да донирате за Васили, да направите првите самостојни чекори. Ја малку ќе зголемам за оние кои не можат да дослушаат или пребрзо зборам, како и да е, да прочитате самите. Не треба јас да сум у кадар, те молам. Да, тргни го телефонот за да може да се прочита ова доле, а ќе идеме сега со првиот гледач кај мене на мојот мобилен. Го вадам и микрофонот да го обезбедам. Добро вечер, повелете во програма сте. Господине Стаменковски, почекајте ви на вибер. Телевизија, Кој ви треба? имаше за да донирам 100 динари за девојчето. Повелете што сакате, што ви треба? Да донирам 100 динари. Требаше да ми речете благодарам. Не на овој телефон. Еве го телефон. не. На друг телефон. Фала што ќе донирате за детето. Поздрав, пријатно. Пријатно. 143-125 и 143-460. Ти мобил 143-125, а 143-460 за детево. Океј? Режија, имаш некој на линија? Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. На телефон Снежана Коруновска Битола. И јас сакам да изразам едно сочувство за фамилијата на Фросина, лесно за моја земјата, светло патот на ангелот Фросина и Господа му дај сила на родителите и на сестричката на Фросина. Да издржи ова болка, болката е преголема, сите знаеме, загуба на младо девојче, ама судството треба
одново скроз секој судија да излезе од тој суд и секој што е огрешен да не влезе повеќе. И пример, мојот командир, неговиот брат, изгазил 8 годишно младо детенце, значи 8 годишно машко детенце, дали на улица Охридска или Кленовец, што ми го кажа некој командир од Собреќај, му пишал пријава, неговиот брат воопшто не бил повикан во станица, неговиот татко на командирот, исто командир, направил да нема никаква пријава да биде детето виновно што излегло на улицата пред колата. Значи, изгазано на лице место, неговиот брат на командирот исто млад и тој како него, воопшто ни еден ден не одговарал. Александар Камбовски, председателот на Советот, и Стој Битолченец од моите село, каде јас си го очекувам повадаричи, ќе видиме дали е судската казната, бидејќи негов роднина изгази детенце 6 годишно на местото Бистрица, во останото Бистрица, значи на височинката од одолевени према Бистрица, под десно на алкохол, со поголема брзина го изгази детенцето и исто во станицата не го довеја, го ослободија. Владо Камбовски беше министер за правда, се јави до СВР Битола, не го ослободи. Години уназад до СВР Битола, секој што е виновен, секој што ќе отземе живот, не одговара ни секунда. Да, јасно ми е, Снежана, да имаме многу гледачи, јас ти благодарам што се јави и што ни посочи, да ги слушнеме и другите гледачи, да е, знаеш дека 5 години монолози по пола саат сум те оставал, ја ти благодарам, да ги чуеме и другите, фала за сочувството, поздрав, а ние одиме пред со гледачот овде, после ќе барам ја на Вибер еден човек се јавуваше, Ристе. Добро вечер, сега с мобилниот кај мене режија. Добро вечер. Повелете во програма сте. Добро вечер, Јанко Соцезо, до семејство, Бог да е против Фосина. Повелете. Не за Бог да е против Фосина, ама мора тако било судбината. Дали е тоа се или? Не, сакам да кажам, се се убаво на место и знаци, семафори, меѓутоа не се почитува сообраќајната култура ни е на нула, на ниво, ни испод ниво е. Како го излизаме надвор од граница, почитуваме правила, прописи, се, а овде кога се прави херои, некого. Јас сум бил ученик во Собраќај, сум работал 30 години низ улица, низ градот, возраст на автобус, професионален, а гледам што се правише се секојдневно. Ни почитува, ни закон, ни ред, ни никако се вика кај што не му треба, тој кај што не му треба. Добро. Точно е, се согласувам, фала што се јавивте. Никаква сообраќајна култура немаме кај дел од возачите кои неверојатно просто и како да се заштитени, како да закон не важи за нив. Јас се обидувам сега да стапам во контакт со гледачот кој дај го мојот компјутер. Ристе, дали се слушаме? Добро вечер, да, ја ве слушам, господине Јанко. Добро вечер, Добро повелете вечер. во програма сте. Сакам прво да изразам сочувство за прерано загинатото девојче на несреќен начин, до родителите и до сите. Немам коментар, че тоа е ужас, нешто страшно. Се јавувам за ова што има, што се секој ден се појавува многу често за деца да се собираат за донации, Има за друг на линија, болни. ќе чекате, ако сакате. За тие работи, значи имам некој предлог, така ми дошло у глава, Слушаме? да се реши тоа. Значи за детево сега што е со хендикеп да се собираат донации, секој ден стига на телефон од разни луѓе, разни возрасти. Ја давам еден предлог така да се направи еден фонд и на секоја сметка за вода или за струја да се стават 60 денари плюс на секое семејство и тие пари да идат на еден фонд за да можат вие дечини и тие луѓе кои што треба да плаќаат толку страшни операции, толку скапи операции надвор од земјата, тие пари да бидат лично таму ставени и со тие пари да работи знаеш што, некој. многу луѓе добар ти е, те разбирам. 60 Прво, денари. имаме фонд за здравство. Кој ќе го располага тој фонд?
пак тие, нели плаќаме Не тие. сите од платата наша фонд за здравство, кој не може да стигне заради врски за овие, за оние и така натаму и 300 таму трули работи се Реков, случуваат. ја мислам Еве на тоа да онкологија што се случува. Пациенти Да. умираат, нема лекови. Јанко, Криминалот фондот е што хаос, со децени, здравствен. да, кажи. Зборам да мојот предлог е да биде специјално наменен за овие луѓе што наеднаш од нигде никаде треба да иде негде на операција што му барат по 50-100 евра, 1 евро од семејство на рачун на сметка на вода месечно. Никој едно кафе што ќе се напијат семејството по една голтка кафе. Сите, ја мислам, тие пари ќе бидат можда доволно, можда не, али ќе помогнат на многу вакви деца и други луѓе кои што ги чекаат такви несреќи кои ги фатиле во истиот момент. Нашето здравство одат кузна као тие пари некој никој нема да дозне никогаш. Ти Тие пари се благодарам многу. потрошени, изедени, Предлогот е испиени. интересен, ама ќе треба тој некоја институција. Некое тело, абе нека ги уложат надвор земјата, нека ги дадат у Арабија, у Кина, на Не биткоин, знам, нека не купуваат. знам. Значи, тоа треба нешто да се организира. Кој и како, Така да е, ја у така. овој момент не знам. Ја и ти сме приватни лица, немаме ни право да прибираме пари. Ке треба тоа многу убаво да се обмисли. Сега за сега, еве, барем донираме, правиме Донираме, нешто, јасно, да. правите и вие, Колку може. но вие Но сакате да да се помогнете реши и ова едно повеќе. за секогаш, ова е страшно, секој ден Ова можеш е да страшно. стасаш, Не, човек. масакар. Се согласувам. Какво здравство, не можеш освен аналгин ништо, ти Само вика, иди приватно здравство. Здравје имаат само богатите. Такво тоа. дојде време. Нека нас, сегде у свет. Државното Страшно. здравство е катастрофа. Сегде. Ја Преска молам кажав на некоја- моите колеги за Британија. Отиди приватно, абе, космос, васиона. Отиди приватно, мислиш дека од Балкан не си мрдно. Може и бетар, може и бетар. Ти благодарам многу за јавувањето, имаме многу гледачи, ја ќе се обидам што е можно повеќе. Одиме со следниот гледач на мојот мобилен. Добро вечер. Добро вечер. Да, извинете што почекавте, ама сега така е. Нема проблем, малку гузва. Знам како. Ке бидам, значи, краток. Би сакал, знаеш, ако некој досега не знае во каква држава го живееме, ке тргнам од мојот случај што го имав, кога сакав да пријавам поранешна партнерка во полиција дека се заканува по живот. Знаете дека не сака полицајците да не примат пријавата и ми се смеја, тебе толкав човек се исплашил вика од една жена. А што се случило? Тој ми се закануваше по живот. Поранешна партнерка. Дека Да. ќе ти направам ова, ќе ти направам она, значи идам со цела документација. Ама не е битно дали си машко или женско, закана е закана. Закон мора да те штити. Мора меѓутоа полицајците не... Дали она се обиде нешто да ви направи? Па за сега уште не, иако постојано и попромена и на броеви и промена на не знам што и... Дали си побарал адвокат, совет? Посебно судска забрана што ми кажа адвокатите дека друго ништо по официјално... Па направја. Не сака да признае. Направја, бе, другар. Направја судската забрана. Ја не би се колебал ни секунда. Не дека таа ќе ми гарантира. Али, не знаеш утре ако испадне нешто, барем си го завршил тој. Направи го тој исчекор. Не е тоа кукавичлук, напротив. Така треба, а ќе помогнеш и на други утре со твојот пример. Ти посакувам се најдобро. Ала, Чувај се, држи се, лудаци, секакви има. Не знаеш со кого си имаш работа. Не знаеш како тригер ќе ја фати. Имаш горе некој? Не? Добро, одиме тогаш со гледачот овдека што се обиде да стапи во контакт со мене. Во моментов му вртам преку Вибер. Да, го имаме Благоја. Добро вечер, господине Благоја. Баравте да се вклучите во емисија, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Одавна не сме се чуле. Да, повелете сега малце овакво веднаш на темата, да го слушнеме вашето размислување. Во ред. Баш на истата тема сакам да ви кажам дека во минатото, ево јас сум од Охрид, ќе ви кажам, има многу примери
Штета што никој не се заинтересирал од јавноста да ги вакви примери да ги наведи во јавноста, каде што се случија со смртни последици, а одговорност никаква. Се само ради нивната припадност на дали ќе се тие доушници на полицијата, дали се богати, Функционери, така, мочници. По 2-3 случаи има такви со смртни последици без одговорност. Зборите за сообраќајот, така? Да, за сообраќајот. Исти случај како и со трагично загинатото девојче што загина во Скопје. Многу Да случаи. кажам, примери многу по други помали места каде што јавноста не е воопште запознаена со такви случаи. Да. Така Тоа е, има во да право кажам. сте. Значи, судствово наше не 2%, минус 2, додека не се покаже правда. Правда, не освета, правда. Се е тоа Јанко само со корупција, со пари купено Така и е. такви одлуки носат, да знаете. Така е. Тоа е рак раната на нашето општество. Чувајте Тоа си има да фамилија, кажам, нема ништо повредно и Господ нека е со вас да ве заштити од вакви зла. Ви благодарам за јавувањето. Јас само ќе се потсетам на еден случај. Работев на 103-ка, тоа е негде крај на 90-ти години. Адвокат во пијана состојба, бидејќи ние често преминувавме таа улица голема кај Македонска радиотелевизија, кај Ману, 5 девојчиња на пешачки премин. 5 девојчиња на пешачки премин. Ги премина. Значи преку нив не застана. Никогаш не беше осуден. Адвокат познат. Имаме гледач кај мене, режија, па ќе идеме горе. Првин кај мене, ајде уклучиш мобилниот. Ало, добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Како се прво да ве прашам? Не е вечерва момент за прашување како сме. Добро. Таква е темава, траорна. Не, темата не ја знам, пошто се укачив сега, вчера ве слушав, ве гледав вчера. Ај, кажете си без оглед на се, кажете си ваше мислење, не мора на темата да се држете. Ве слушаме, Не, повелете. не е битно, сакам да кажам моје мислење, пошто не сум кажал ништо на телевизија на 6-7 месеца и поише, а кај вас Денеска е малце напнато заради случаевите, но еве ви 2-3 минути слободно повелете, изнесете. Ве молам. Минута две. Не, слободно. Сакам да кажам само за ова сега овие што се фатија пак со крвави раце за девојчето што погина, лесна иземја, стварно младо девојче, ама користат прилика исто како у Србија, како у Нови Сад, тоа што се сруши покривот и сега овие користат прилика. Тоа е класична Милчин иконографија на шарена револуција Коча Попович. Тоа е театар. Да. Јанко, 2015 на Бувљак снема кондури, патики, чизми, све, сите ги ставија пред парламент. Па ваља нема да купуваат пак на Бувљак чизми и патики. Слушај, да те израдувам ако не си во тек и да те поздравам, па чепкај малце. Денеска умре USAID. Ги извадија, а подоцна ја ќе покажам малце, ќе ги покажам Крис Павловски, македонецот кој го држи Рамбл, покажа точно колку пари се дадени во кој период за шарена радикална левичарска револуција во Македонија. Поздрав, друже, лека ноќ и пријатно пак да се јавиш утре, пак ќе имаме емисија. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Повелете, бе. Да, збор. Програма сум. Да, во програма сте, повелете, говорете. За сообраќај ќе кажам во Торонто како е. Ако помениш 2 пати на црвено, $500 и 1 месец во Бардовци. Бардовци има у Торонто? Плати, и втората казна плаќаш, значи немаш мозок. Ако исчезнеш, помениш на црвено, доживотно дозвола немаш. Благодарам и пријатно. Океј.
Мене може ли да ми испратите право у Торонто, у Бардовци у Торонто? Мора да е таму добро. Знаеме колку се строги и ригорозни законите на Запад, ама и таму има мучки и тоа многу. Да, законот и кај нас е добар, туку не се спроведува. Законот не е полош, нашиот, од оној во Торонто. Не. Исти се. Дури, може би и поригорозно. Не се спроведува. Добро, режија, повелете. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Прво сакам да ви кажам дека емисијата е прекрасна, господин Јанко. И добри се темите, теми кои што секаде не се опфатени и не Вич се не се добри темите, што... ама те разбирам. Да. Во однос на собраќајот ќе ви кажам, јас сум бил жртва на собраќај, на собраќајка, кој што му удрила кола, плюс лице со попречен вид. И тоа во место кое што треба да се вози со нормална брзина. Согледува, сега повторно се случи една слична ситуација, но во друга една ситуација, што прво зборам како лице со попречен вид, што сваќам дека недостасува во општеството за да може секој да научи да се понаша културно во собраќајот. Како за тие корисниците на моторни возила, на тротинети и така натаму. Зборувам од тоа аспект и на мотори. Пред некој ден, извинете, пред месец и пол дена, еве искуство ќе ви споделам, реално, јас и другарче идеме на пешачки кај Даре Джамбас. Тоа е, знаете, тоа е каде што е место, дом на хуманитарни организации, каде што се движат лица со телесна попреченост и лица со попречен вид. Јас и другарчето одиме со количката, он имаше мало скутерче, помошно му е тоа, за да може, бидејќи човекот има моторни функционалности, кои што му е тоа замена. На пешачки поминуваме девојче улетано, со тротинет. Улетано плюс со слушалки на уши. Директно во нас. Дури дојде и полиција, полицајците се чудеа. Детето на крај заврши во на операција за раката. Кај што е телесен инвалид, па и раката. И ние, прва сум представник и се борам за човековите права, изработивме модел, доколку дозволи да ќе ви ги пратам знаците да ги видите на вашиот фанпейдж. Што сме изработиле? Во однос на собраќајниот режим, сигнализација зборам. Особено сигнализацијата е многу битна кај сите луѓе, а еве ќе ви објаснам зашто и вие ќе сте управо си. Понекогаш овие луѓе, ние како лично со попреченост, е добро што сме такви какви што сме, но кога во државата би се поставила нова сигнализација, зборувам од собраќајна култура за останатите луѓе, дали се тротинети или моторни возила, преку тие собраќајни знаци кои што сигнализација биде кои што би ги поставили, ние како организација, група имаме, работиме, го имаме изработен модел, ќе предложиме до Министерството за внатрешни работи, да се воведи во испитниот дел, да ги изучуваат овие знаци, што значи. Ако вие сега се движите во споредните улици покрај школите збориме, а таму најчесто се случуваат такви несакани ситуации, тие места да бидат сигнализирани со пример знак за слепи лица, знак за лица со оштетен слух и говор, ме разбирате, знак за друга попреченост, кој што од другата страна, оној кој што е во моторното возило, ќе може колку толку само да се контролира. Вака, ова што го збориш е исклучително. Ја ќе се потрудам тебе или групата што имате да ве поканам во емисија, бидејќи ова треба и да се покажува, да се објаснува. Еве сега ќе ви го пуштам целиот модел кој има и... Вака ми е малце нејасно, во моментов не можам, може би утре ќе ги прикажам, вие испратете ми, а ако сте спремни да се договориме, може и гостување, ја да ви промовирам, бидејќи е хумано, хуманитарно, позитивно, граѓанска иницијатива и ви честитам. Еве, слушате момент што ќе ви интересира. Ви Што благодарам. предлагаме? Да. Добро. Што ги користат во собраќајот, да се воведе полагање како М категорија. И да исклучително тротинетите да ги возат лица над 18 години, не дета. Тоа ви кажам, бидејќи ние лица со попреченост најчесто ние се движиме подредни пат, веќе втор модел, имаме проект кој што сакаме да им помогнеме на општините, тоа е на локален развој, сакаме да го прилагодиме,
каде што им велиме еве на каков начин можеме да ги сигнализираме и обележиме патеките. Знаете зошто? Што утре знаат утре. Кога и судја се случи веќе тој ќе добие многу поголема казна. Зошто? Ако он не почитува сигнализацијата што е поставена, таа ќе остапре полиција ќе оказа за толку знаци кои се он по патот не ги почитувал. Многу ти благодарам. Ке веднаш по емисијата ке седнам убаво, ке разгледам што си ми испратил, ке го промовирам, ти благодарам и ке се заложам што треба. Ако ви треба уште еднаш, викам, вие ставам емисијата на располагање, ако не, јас ке го промовирам вашето. Ви благодарам многу. Лека ноќ и пријатно. Браво уште еднаш. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. После многу месеци. Јанко, ја мислам дека казнената политика треба многу да се поостри на терен и ако јас не знам, тоа не ми е јасно. Како човекот бил наркоман, па казнуван, па не лежи во затвор, тоа не ми. А од друга страна, собраќајки имало и ќе има. Не може да нема. Значи, ова го сваќам од друга страна како хајка против министерот за внатрешни работи. Значи, од една собраќајка, трагична, трауматична, страшна, наеднаш сите медиуми се запали, а пази, имаше и многу што ги кажат тие случаите таму, не знам, фала на тоа што ми помогнал како пред ова, ако, 5-6 души изгазани ваму таму, па немаше таква хајка. Сега да не се навраќам назад. Од друга страна, ова, ако дозволиш малце, пошто јас ти стари. Не можам да дозволам затоа што има доста гледачи. Убаво збориш, ке те оставам уште една минута. Ја би те замолил да се доискажеш, бидејќи има многу гледачи што сакаат праќаат писма, морам да ги пуштам и нив. Добро, ама јас вредам за повеќе, се шалам. Оти многу души ме пратат. И вика таа јави се. Значи ова Ке можеш и утре да се јавиш, значи биди концизен, ја те замолувам. Добро, за Дујкенчинова само кратко ќе кажам. Да. И ова мислам дека е хајка. Припрема за елиминација на одредени групи што ги викаат ранливи. Како може во капитализам да им кажуваме со која маржа ќе иде? Сега тој не има готово. Тоа беше во социјализмот и тоа на почетокот етатистички што се вика државен социјализам. Не можеш ти на некој да му кажеш бе колку да биде маржата. Сакаш колку сакаш не. А од друга страна во кафаните има огромни маржи. Во кафаните има го кошта ракијичката 15-10 дена, ја продава 100 и 50. А тоа има и социјална функција кафаната. Значи, Као отидовме сега за кафани од казнена политика. Да се женат, али Јанко малку да те насмеам. Те за посредник што се вика за како се викаше ова емисијата на Алфа за се женат. Појма немам, не сум ја гледал. Промотор што се за женење. Ми се чини дека ќе имаш таков талент што се вика има да се испоженат, да се испомажат, ќе се зголеми наталитетот, знаеш да фали, знаеш да кажуваш, многу теми отвори. Верувај, за таква мисија, фала ти, братко Јанко. Фала ти, да те прожениме и тебе. Да не се распленуваме, убаво бевме казнената политика, ќе имаме и други теми до крајот. Одиме малку да ги прочитаме коментарите кои се на стримот. Значи, бидејќи емисијата оди на Facebook во живо. Перица Новачевски, сум го изнасмел, мило ми е, еве, лайк. Да нема казина, нема да има зависници. Вака, другар, би. Бидејќи мене бе, ко што ме гледаш, ја памтам уште Гоце Делчев од табакерата кога му се гребе в цигарчиња. Викам, да едно, брат, еден људ тутун да дуваме. Значи, и кога немаше казина, знам у моje мало центарско колку имаше скоро секојдневно покер игра, фанта игра на пари. Значи, секогаш имаше некакви наркоманчиња или игра чифтек. Мојот велеможен надчовечански, не верувам дека он памти или видел такво нешто, у македонска радиотелевизија
Имате 8 лифтови. 4 од една до друга страна. Од доле до горе со застанување едно 5-10 минути може да се возиш. Унутра влезени, демек на работа е, стојат ако нема никој од илјадарката. Чекај да ти покажам како го... Не е битно. Нели секоја пара има бројки? Така, на крај. И сега, пар, не пар. И ќе покрие, пар, не пар. И тој пар, не пар, не пар. Сега кој ка, и тој добива. И седат у лифт, се возат горе-доле цел ден, работно време, и играат комар. Значи, имало или немало џанаци кои тоа го прават, секогаш имало. Казина треба да има во една земја. Ама знаеш како? Како во Америка. Мафијашите, кога видоа, не видоа, немаат што да им прават. Ајде да си ги легализирате парите, ајде. Еве ви пустиња, еве ви вукојебина, изградете хотели и казина. Лас Вегас нема 100 години како е направен. Парите од криминалот, наместо да има криминал, мафиошите си ги легализираа, отворија казина, тука ќе се коцкате, тука кршите глава. Така што бареме си плаќаат даноци, си одржуваат и така натаму. Така и Македонија, треба се одреди. Гевгелија ли ќе ја правиме? Гевгелија, една која ќе биде таму и таму. Скопје, негдека таму, Стенкоец, стај ги казин. Не можеш бе ти на 20 метра на дофат на секое дете. Мене у двор ми се пикнати Астра казино, може да влезе кој сака, кога сака, колку сака. Ма кој те гледа? У било кое време. И тоа 24 сата работи. И не е... Значи, кога секогаш имало наркомани, коцкари, зависници, алкохоличари, секогаш. Како ќе се справиме? Има, па исто е и овие што се возачиве бесни. Од Драчево, Лисиче, Ново Лисиче, од Ѓорче, Сарај, Чаир и така натаму. Најбесните се од таму, сега да не се лажеме. Центарци се најмалци, тие и да сакаат не можат да беснеат, пошто се обраќање два иде. Овдека Чалами, на Трета Македонска, на булевар Јане Сандански, на Партизанска, таму е Чаламо. Како? Казна бе, брат, казна. Не затвор. Абе, тој е спремен да лежи и 3 години затвор, нешто ќе смути ово, оно со понашање, ќе го пуштат. Ние среќни го осудија 5 години, тие 5 години ќе лежи 2,5, од тие 2,5 една условно 6 месеци ќе оде и така. Пукни го 15.000 евра и 10 години на оштетениот да му отплаќа. Да видиш како ќе вози. Лака на прсти, како балерина има да иде, а не да вози. Ја ви викам, оваа стока од народ, оваа наша вукојебина, ние имаме прекрасна земја, ама ја направивме вукојебина. Која ќе отидеш прљаво, вулгарно и така натаму. Затоа сум и јас вулгарен. Затоа што ние имаме предобра полиција, ние имаме предобро судство, ние претолерантно е. Таа толеранција, која е најчесто заради криминал, подкупување, бидејќи сме мизерни, бедни, смешни пари, зошто не можеш да подкупиш? Зошто е тешко да подкупиш? Можеш и на запад да подкупиш. Ама судијата има 10.000 евра бе таму. И он вика, ја мојот образ и моја плата да се ја ставам за тебе мрсу леден. Ма не доаѓаш у обзир. Ема казнам, и овој судија судел праведно ово, она ваму таму, па ги рангираат, па им даваат статус и така натаму. И кај нас тоа го има, релативно. Но некој вика, ајде, што е, брат, со адвокатот ќе договорат, алашвери. И сега како да се застане тоа на пат? Прво е драконски казни, второ, свест на култура. Јас се радувам, бидејќи во адвокатурата имаме еден човек, се вика Јанаки Митровски. Не ги знам сите, знам неколку мина. Но овој човек кој е најекспониран е можеби најпозитивниот пример кај нас дека може на подобро да иде. И не му верувам кој ќе рече. Има судии што се и има што не се. Така што
ние треба да се подпираме врз луѓе и авторитети и да бараме законот да биде еднаков за сите. А казните за ја неќам у затвор никој, ништо немам корист ја некој да ми иде у затвор. Што имам ја корист ако иде некој у затвор? Освен ако е убица, педофил или силувач. Да, тогаш имам корист, затоа што е ненормален, затвори го и општеството рад да е. Но ако е од бесотилаци, од ово, од она, дој да работи, гзот да му се искине и препоти од работа, да нема време, да нема пари, бензин да стаи, да не му текне никогаш, затоа што ништо нема да го боли како што македонецот ќе го заболи кога ќе го пукнеш по джеп. Тој му е гајле и за образ, и за јавно ако го преда. Ама казни го дебело. О, да видиш како ќе мјаучи. Ау, како ќе мјаучи. Јанко Горан Јанушевски вика, идеме со коментарите. Јанко, пред 2 дена се пали жолто по црвено. Регуларно застанувам. Батето позади ми свири зошто сум застанал. Горан, потполно те разбирам. Не само што свира, мене ми се закануваат со ќотек. И прашање е на време кога ќе изедам ќотек, зошто на булевари возам со дозволена брзина од само 40 во град и зошто на жолто застанувам. Мрш бре, стоко, селјачка. Свирете си таму дома, на стоката таму. У тоа селото од планина од кај што сте се спуштиле. Ели Робева вика прекрасна песна. За која песна? Од подкастот или ова Максим што ми ја направи Бидете така? Или шпицата? Океј, судството ни е катастрофа, тоа треба да се реши. Боки Иванов, Снежана те слушнавме, те прочитавме. Океј. Па, добро, имавме доста коментари, имавме доста јавувања. Јас сум ви благодарен за сето тоа и утре ќе ги отворам, се надавам дека утре повторно, бидејќи има повторно повик за бојкот на маркети. Па еве утре повторно да претресеме. Дали сте задоволни од тоа што добро 50% им беше опаднат прометот, што бевме сложни, како ретко кога, и што еве се најавува нов бојкот на маркети за петок. Дали треба? Или беше доволно еднаш? Ова само ќе ви го кажам. Опозицијата изрипа преку своите мегафони кога премиерот Христијан Мицкоски најави дека ќе треба да се направи, нели, корумпирани судии да бидат одстранети од судски совети или казнети и така натаму. Тоа било судска власт, тоа било на ова, на ваму таму. Мислам дека после овие случувања енорна е поддршката да се направи промена, да оние судии кои се добри, кои се доблесни, кои судат според закон, кои имаат морал и етика, кои се лице законски, ништо друго, закон, наспроти корумпираните, затоа што не се сите. Знаеш, ама една капка валкано во чашава вода, цела вода ја загадува. Значи, ние нема да го исчистиме корумпирањето во нашето општество. Ама барем да го намалиме на поднослива некоја. Поднослива. Ајде да видиме што имаме друго интересно. Идеме со Крис Павловски. Кој е Крис Павловски? Ја, ако не знаете кој е Крис Павловски, драги мои, да се утепате. Мислам, тој е најбогатиот македонец, милиардер, кој ја има алтернативата на YouTube. Се вика Рамбл. Тука од време на време ги ставам моите емисии. Ова е канал наменет за така да речам, за западната јавност, за американскиот континент, Канада, Америка и така натаму.
и Западот воопшто, највеќе што гледаме и Јапонци, Кинези, Кореанци го користат, Малезија и така натаму. Овдека слободата на говор е апсолутно. Тука можете да зборите против Трамп, за Трамп, можете за вакцини, против вакцини, теории на заговори и така натаму, нема да ве контролираат. Крис Павловски е македонец од Канада, еден од најбогатите македонци и е еден од најблиските соработници на Доналд Трамп. Он беше еден од иницијаторите и го пречека нашиот премиер и нашата делегација за време на инаугурацијата. Помогна да се сретне со уште исто така многу богати македонци кои имаат сериозна намера. Она што USAID го правеше, да го прави нова групација во Македонија, да се помага, но да се помага за реално, за здравство, за судство, за слобода на говор, за подобрување на стандардот на сите граѓани, а не само за опозиција и за левичарство. Еве што он објавува. Крис Павловски, ова е неговиот профил на X. X е бившата Twitter и овој човек е таму и секој слободарски граѓанин и оној која сака слободата и слободата на говорот има свој профил тука. Све друго е друго. Еве го Крис Павловски со Доналд Трамп, со Елон Маск и така натаму. Но она што го објави денеска е следново. Wow, Macedonia has also been hijacked by left-wing NGO and the USAID. 290 милиони can be saved for Americans. Леле, Македонија е киднапирана од левичарски невладини организации и USAID. За американците да заштедат 290 милиони долари. Коз дата, еден од профилите кои ги објавува овие податоци, дека USAID на Балканот, Западен Балкан, во периодот од 2020 до 2024 на Косово му дало 537 милиони долари, за Босна 402 милиони, за Северна Македонија 209 милиони, Србија 209, за Македонија 290 милиони, Србија 209 милиони, Албанија 189 и Црна Гора 77 милиони. Ова се тотално 1,7 милиарди. Сега, левичари се да се мовци во опозиција, викаат, USAID даваше, не знам, за соларни панели, за обновување на цркви и така натаму. Знаете колку беше тоа? Промил. Најголем дел од парите ги изедоа невладини организации кои беа како терористички организации и го забранува. Тоа беа оние лектори, да речам, на слободата на говор. Значи, цензори кои одлучуваа што смее да се каже на Facebook, на YouTube и така натаму, сето тоа вие го трпете. Тотално 1,7 милиарди долари taxpayer money, од кои повеќето, значи преку 80%, иделе за левичарски партии, за невладини организации, за, како се вика, за лубриканти, за LGBT. Инаку, Елон Маск кажа дека кога влегле со неговата ноге, тоа е владина организација која се вика Department of Government Efficiency, каде што ќе се кратат сите овие фондови и USAID ја укина во Соединетите Американски држави, СДСМовците и демократите, таму, излегоа да протестираат како се осмелиле да им ги сецнат фондовите. Епа, драг Трамп, конечно работиш кој што треба. Да не го тоа што не го направи прошлиот пат, му се случи оно што му се случи. Груевски се во ова го дозволи и затоа е сега во Унгарија, затоа има затворени, затоа се случи 27 кој е чист театар направен точно од невладините, од шарените, од отворено општество и така натаму. Одиме понатаму да видиме што се случува. Зборам, ова е слобода на говор. Ништо друго не може да се спореди со ова.
USAID му давале 15 милиони на Джордж Сорос, Open Society, преку последните 4 години на Обама, ајве Никола Груевски, што има напишано по тоа, иако се обидува сега и он да се амнестира, имаше шанса. Она што го знаевме, сега самите американци почнаа да го објавуваат во време на смена на режимот во Вашингтон, дека државната агенција USAID под водство на демократите му давала милиони долари на Сорос за рушење на владата која ја предводе во Македонија, инсталирање на друга влада што беше реализирана и покрај победата на изборите во 2016. Целите ги знаеме, бидејќи видовме што се случи потоа. Инструментот за тие цели, кој очигледно покрај политички беа и идеолошка природа во моментот и покрај тоа повеќе страно ја има обезбедено својата неказневост и така натаму. Последното интервју, јас со Никола Груевски како премиер имав 4 интервјуа, две на наша ТВ и 2 на Сител за 10 години. Нели? Во последното негово, после кое он веќе одби да гостува кај мене, го прашав, зошто не го забраните Сорос во Македонија? Знае он дека го окрка од нив, но сигурно има и своји причини зошто изреагирал така како што изреагирал и нам Сорос ни обликува. Видете сега, да се вратиме во студио. USAID не се единствените пари за овие радикални левици, кои се давани во Европа, Британија, Германија, Франција. Тоа се типични, како што беше СДСМ кај нас, под контрола на Сорос и USAID. Сега од USAID пари нема, и нема ни да има, но сега ќе ја видиме, можеш да го стишиш ехо, нели има ехо од телефонов. Ај ќе го тргнам вториот микрофон. Стиши момент. Океј, врати. Колку е реалната моќ на Джордж Сорос? Пазете, Джордж Сорос добиваше пари, огромни пари, за себе ова да го прави, отворено општество. Он има и добри работи, ќе ви покажам. Кај е таа книга? Мислам дека му ја поклонив на мој колега. Да. Еве ги, отпретани општества. Како они создаваа илузија и како полека ви се пикнаа под кожа. Ако да станувам, шо голема работа. Кадар. Кога имало кадри овде? Имало мадри. Парам-па-па-пам-парам-пам. Да, нема горна камера. Умре горната камера, Бог да ја прости, као USAID. Но, еве ја книгава, ја чувам. Милчен ми беше гостин пред 15 години и за да се покаже, тогаш беше во војна со Латас. Латас беше еден од најхрабрите кои им се спротистави меѓу првите. Ова е отпретани сведоштва. Ова е голема книга од некои си 550 страни. Војнички писма од големата војна 914-918. Со знакот на отворено општество, подарок од фондација, видиш, подарок за мене од фонда, печат, друже, 2008 година. Војнички писма. Значи, ова треба да покаже македонци кои се бореле на страна на Србија, на страна на Бугарија, на страна на Грција, и ова се писма кои ги испраќале како сведоштво на трагедијата на македонците. И ти си викаш, дебре луѓево, стварно се добри, гледај шо дале. Да, една книга за вакво,
дале да речам 10.000 евра и 10 милиони евра дале за партијата, за да се руши онаа партија која сакала да го зачува идентитетот, името, да се дадат на партијата која е спремна да го смени знамето, да прифати рамковен, да прифати територијална поделба, да прифати нов, како се викаше, попис, да прифати промена на името, промена на уставо, нече мочи више. Знаете, и Сорос, и USAID има по некои, да речам, работи по кои, помагаме на уметници и така натаму. Ова е добра книга и така натаму, но ова е книга, како да ви кажам, ова е замачкување на очи. Бидејќи Сорос, отворено општество, USAID, СДСМ во заедна една коха заедничко делување беа главните за сите овие драматични промени кои ни се направија од легитимно рушење на власт и така натаму. Сега го имате тоа во Србија. Вучич заслужува да падне, ама не од овие. Нормално дека има таму народ. Нормално. Но Коча Поповиќ, кој е идеологот на шарените револуции, кој има книга напишано, а на фондацијата Сорос ја имате у PDF формат и книгата за радикални на... Ајде, друг пат ќе го... Не се подготвив за тоа. Сакам да ви кажам дека се ова е смислено, многу интелигентно. Они не се прават будала, па не даваме ние само за лубриканти, па не даваме ние само за радикалните албанци, ние даваме и за македонци, еве, Говрлево да се обнови, леле, шубаво и така натаму. Говрлево издржало 2000 години и без вас ке издржи уште 2000 години. Да, трагедија што ние него направивме, оти чекаме ете пари и ние кои имавме нешто патриот, ајбе чути седи мире, може ќе пуштат нешто, ќе лапнеме и така натаму. Така што доста интересни работи, но се навраќам понатаму. Инаку, веќе американците бараат за Викторија Нуланд. Чекам горе да се смират, има нешто вознемирување меѓу нашите редови, во рете. Викторија Нуланд бараат да биде затворена и казнета. Зошто? Затоа што Викторија Нуланд, ако ја паметите, е господјата која делеше сендвичи во Украина, во Киев, на Мајдан, кога за да ја подбуцне војната на Украина против Русија. Веќе излегуваат и факти кои покажуваат дека огромни пари се давани за Украина. Еве, например, со доаѓањето на новата власт, погледнете, паметите дека имаше страшни снимки од метроата, например, имавте снимки од метроа во Москва, во Пекинг, како е чисто, уредно, луѓето културни и дека гнасоти, уринирање, фецеси, фекалии, убиства, дрогирање на улици се случува во Њујорк, во еден од најградови на светот. Епа можело да се смени. Њујоршката полиција во наредните 6 месеци ќе патролира од 9 навечер до 5 сабајле. И да видиш. Значи, можело. Океј, дечки, ќе се возите. И како се сите фини, културни, море купуваат карта, па нема плюцкање, нема семенки, нема тепачки, нема закани со нож. Другари, само сила и строго. За жал,
Ништо демократско нема кога ќе видиш многу полиција вооружена на улици. Но кога веќе другото било толку прерадикално, отишла јабана. Отишло јабана. Еве ви ја сега, не знам како да ви опишам. Се надевам дека повеќето од вас го знаат кој е Џорџ Орвел. Ако го знаете само по име, немојте, од општа култура прочитајте ја книгата, барем 84-та. Затоа што тоа што е опишано таму е научна фантастика во тоа време кога го опишувал 60-ти години, се случува денеска на Запад. Џорџ Орвел тоа го пишувал за сталинизмот, за комунизмот, за прогоните во Советска Русија, каде што слобода на говор немало, каде што историјата се пишувала во штаб, во централен комитет, каде што вистината не си можел ти да ја размислуваш туку како ќе ти биде кажана. Страшна книга. Денеска Западот тоа го применува. И погледнете го сега, Марк Руте, генералниот секретар на НАТО, неговата изјава. Ukraine is not losing, but the front is moving in the wrong direction. Украина не губи, но фронтот се движи во погрешна насока. Абе, каква реченица е ова? Абе, пазите, нешто што е синоним за слобода, демократија, за владење на право, за владење на вистина, да дадеш ваква испревртена, луцидна, абсурдна изјава која нема врска ни со логика. И ова поминува кај нивните. Кај здраворазумски човек не може да помине. Ама поминува кај нивните затоа што се спремни децата да си ги фрлат под автомобил, само нивната партија да остане на власт. Инаку, кога влегоа од Доге, Елон Маск и неговиот колега, прво што побара и што видоа во USAID, сите простории биле тапацирани со знамиња и пропагандни материјали на ЛГБТ. Не со апели да помогнеме за културата и цивилизацијата на македонскиот народ и Говорлево. Не за гладните, не за сиромашните, не за болните. Дајте на американските деца кои се болни да им помогнеме. Не. USAID, ЛГБТ. Тоа е прво, примарно и основно. Во сите училишта стигна федерална дознака, наредба, сите знањења ЛГБТ да бидат тргнати. Сега се тргаат учебниците, кои кај нас уште ги имаме. За жал, малку потешко иде. Јанева многу тешко се изборува со ова. Кај што имаме твоето другарче, Драг Перо, твоето другарче Стево има мало куренце. Ти слободно можеш да го погалиш таму. Можеш и да го бациш. Карикирам. До таму е перверзијата. Претходната министерка за образование, она џуџено, оној пигмеец, он мал. Паметете ли што викаше? Не е она. Тоа е целата структура нивна. Читањето е за останата работа. Не треба книги. Зошто? Затоа што книгите има вистина, ќе те натера да мислиш. Вака у PDF на таблет, шо ќе ти дам, тоа ќе го читаш, шо ми стигнало од отворено општество од USAID. Шведска прва се побуни. Кога го објавив дека Шведска ги враќа книгите назад и учебниците во школите, ти, Јанко, свињо дебела за останата националистичка и фашистичка. Викам, од кого доаѓа, комплимент ми е. Страшни се промените во светот кои доаѓаат. Но, не бидете наивни. Ова што се случува во Србија, покрај тоа што има народ, да знаете, не постои револуција која не е раководена и не е предводена. Со многу пари. Октомвриската револуција не е спонтана. Со огромни пари Ленин е шверцуван со воз од Швајцарија.
Со тие пари се купувани генерали, се купувани војници, се купувани службеници, се купувани пропагандисти. Нема спонтано владење или спонтана револуција. Такво нешто апсолутно не постои, нити постоело. А тоа ќе го видите утре вечер, кога ќе ви го донесам и ќе ви го покажам видеото на предавањето на Коча Попович, човекот кој го измисли тоа. Јас се надавам дека утре ќе имаме малку повеќе простор за цените и за стандардот во Македонија, па ќе видиме. Да, имам и доста видеа, ама за жал нашата публика не е многу подготвена за овие, како да кажам, од англиско говорно подречје. Ја навистина немам намера се да ви преведувам, бидејќи од општа култура треба да го познавате англискиот јазик за да сте информирани, за да сте... Перица Новачевски. Најдобрите емисии ти беа 4,5 месеци пред избори, имаше што да се слушни и научи. Перица Новачевски. Перица, знаеш што, има едно копче, кога ќе дојдеш на моево и само ќе идеш бан. И исклучи ме. Не ме интересира што мислиш. Перице, да имам ја спонзори, да имам ја да не работам бесплатно и тоа како? Јанко уклучи го Груевски ужива кој можел некогаш да каже за Сорос. Боке Иванов, Груевски си има свој подкаст и свој портал со кој си соработува. Немам, ако сака да се вклучи, он знае, има и телефон и може да се вклучи. Ја немам што, така што отворено е како за вас. Овакво. Бобан Баловски, Јанко не е убава вулгарност, христијани. Ете, Бобан, ја не сакам да бидам христијанин. Јас сум шејтан, јас сум огавен створ и те молам да се тргнеш од тука за да си ја зачуваш чистотата и така натаму. Како ја ќе се изразувам? Во оваа септичка јама е мое и јас ќе одговарам не пред тебе, има пред кого. А мојата вулгарност, ќе ви кажам, е солза чиста наспроти гнасотиите. Во име на христијанство вакво, какво што ми проповедате, е пасивност во која децата ни ги изедоа. Јас сум активен. Ја ќе се борам и ќе касам. Како волк ќе ги бранам. Како орел. Како тигар. Тоа е моето христијанство. Кога ќе дојдат да ми ја пресечат главата, да, ќе се наведнам. Ама кога ќе дојдат да ја пресечат твојата, ја ќе рипам. Благи Македон вика, за жал колку досада вестите доаѓаат кај нас во Македонија, плюс медиумите не информираат. Народот е во темница. Благи Македон. Другар, народот е во темница, отие непцен. Не знае ни еден јазик. Тоа што знае српски, ништо не значи. Бидејќи српските балкански бордали 90% се под Сорос. Тоа што не знае англиски, тоа што нема профил на Твитер, тоа што не следи клучни ликови, кои ви ги повторувам овдека, како мазгов, кои ви ги укажувам, за да се информирате сами. Се додека гледате вести, Сител, Цаци ви објаснува ова или она, вие не сте во мрак, вие сте во септичка јама. Толку да ви кажам. Затоа што весте во Македонија се партиски контролирани или NGO контролирани. Сега ќе видиме, главната работа е да видиме кој е моќта, проектите кои ги започна да ги допотрошат парите од USAID, кои на брзина ги разделија што е можно побрзо и што е можно повеќе, колку е моќта реална на Џорџ Сорос, на Фондација Отворено општество. Џорџ Сорос никогаш не работел. Тој човек нема вработен, тој нема фирма, ништо не произвел. Неговото богатство е стекнато како берзански шпекулант. Тоа е легитимна работа. Купуваш акции, продаваш акции. Од тоа заработуваш. Он успел да заработи милиарди.
Читајќи, за разлика од вас, ја го имам читано за Џорџ Сорос. Он не покажува дека е ентерпренур, некој интелигентен визионер кој има математички модели во глава на предвидување на добар нос, каде треба да купи акции, каде треба. Но, ја се сомневам дека добивал инсайдерски информации од длабоката држава, што, каде и како да прави, за да се случат одредени работи. Два крвави берзански моменти за кои жртви по улици имаше, а тоа е денешно кога луѓе ќе изгубат и пари, и куќа, и здравје, и живот. Во Британија, кога ја сруши фунтата, 90 години, и кога ја сруши рублјата во Русија, како политички проект за контрола и воспоставување собствени политичари на кои вие им се тресете, уште ги викате, па се снашол, па тоа се знае. Тоа се тешки, законски да, порете, нема што, ама тоа е тоа. Викаш, не, јас се противам, кој ќе ти дое со едно договорче, еве ти 300 евра месечно. О, мјау, мјау, па види, еве, добро, мораме да работиме. Нешто треба да се живе. Благодарам, драги мои, за вашето внимание. Се надавам дека ќе се видиме и друг пат. Ќе се видиме утре вечер, повторно со отворени телефони и ќе поразговараме за стандардот цените во Македонија. Оти ние прво за да преживееме, не можеме да гладуваме. Не може, никој не сака неговото дете да гладува. Не ќе ни да гине, не ќе ни да боледува, здравството ни е катастрофа, ама ние треба да имаме сила во таа борба. Така ли е? За да преживееме. Едва и преживувате. И кога ќе дојдете дома, што ви преостанува? Да локате ракија. Пиеш ли ракија, тоа значи убиваш револуционерна мисла, здрава мисла, визионерска мисла, идеја како да делуваш, каде да делуваш, кого да поддржиш. Јас затоа го поддржувам. Ја поддржувам оваа власт, го поддржувам премиерот Мицкоски, во неговата намера која ја кажа пред неколку месеци, за која му изнарипа, да се направат радикални промени, бидејќи промените, корупцијата ќе се лечи во Македонија ако почне од судството. И тоа не треба да чекаме да се заврши во судството. Тоа многу брзо ќе се спроведе на секаде. Бидејќи, ако судството почне да функционира како што треба, многу брзо ќе се почувствуваат бенефитите и ние ќе бидеме многу, многу подобра земја. Да се исчистиме од корумпирани луѓе на функција. Само така. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.